Драги Кумановци и Кумановки, здраво живо, поздрав од Кафе Бар Јард. Продолжуваме с емисија за Куманово, а денеска на нашата програма имаме еднога познатога Кумановца кој ќе ни биде гост, тој е Слободан Бурназовски. Слободане, здраво живо, како сте? Здраво живо, фала, добар. Одамна не сте били у Куманово или доваѓате почесто? Доваѓав после 67 година, може би секоја втора недела, а од тогаш идев редовно, ама не многу често. Еве, уобичаено на почеток, Слободане, вашиот животен пут е многу интересен, многу содржаен, али за Кумановци пуно ве знаев, пуно ве познаав, меѓутоа да ни кажете у кој дел на град сте ви родени? Роден сам јас на 14 декември 1944 годину. Куде сам баш роден, у кој куќу, дали на бабу ми, дали, зашто ми смо 51 годину правиле куќу куде сам одраснаја. Карши банку на Проевски Сокак. И туј сам одраснаја до 14 години. И какво беше детство? Опиши ни го, еве. Детство, како што е било за сви отприлике, ама били смо... Тогаш тога е било сиромаштија своеврсна, споредено со сегашен период. Али добро детство, у тие услови е било добро Мало ли детство. деца, пуно мало? Како не, после ќе може би на одредени Фотографија ќе ги прикажаме. фотографија ќе ги има, па многу сме биле 15-17 деца, отприлике генерација минус генерација плюс една или две години. И како деца, што сте навишти играле? Викам соде, имало демири. Па играле смо и соде, али најмногу партеливке. Партеливка, Топка, да. Многу смо играле с Се живе Кумановци, партеливке. вика, цело сте биле надвор, топку сте играле. Да. Не могале се да ве веде унутре родители, пошто сте биле цело на Сокак, што Да, вика. да. Тачно е така. Па имало други игре, кисело млеко, крива магарица, Джилик джилик сте играле. смо играле. И соде, и најмногу партеливке. Партеливка. И жмурке. Измурки, али многу сте ga практикувале тој што да се избори Кумановци да едете леп и мас, тоа е било на... Ама не е имало друго. Леп мас и шикерче на кришку с воду. И тоа е било за еден, друго не е имало. Не е имало. Добро, после некој период имаше и тога не беше забрането чување на свиње у дома. И дали 2, 3 или 4 години памту, чувале смо у двори свињу како сви. А вика дека тоа е било традиција порано скоро свака куќа тега у Куманово да чува или свињу или козу. Дали е тоа истина? Да. Тоа масовно беше. Масовно. Немаше друг начин месо да се купува поскупо. Свакако голему улогу у развој на вас како децино, твои родители, по овој прилику треба да ги спомнемо, твоје татко и мајка. Ми ќе покажеме дека едну фотографија. Какви се они били родители, твој татко и мајка? Биле се трудолюбиви. Ево таа слика. Како се викаја таткото и мајката? Татко ми се викаше Драган, мајка ми Кумрија. Добро. И мајка ми, татко ми беше колар по занат, а мајка ми самоук и дома шиеше, а ми бемо 4 деца, 3 мушки и една сестра. И у тие услови многу значеше
Подршка на родители. Поддршка на родители и она майка ми што работеше и дома. Од дома работеше, ама беше многу цената и квалитетно работеше, имаше многу муштерики, се тоа време со факултет немаше масовно како сега. Ама она имаше такви клиентела муштерики и крпе сме. Кој би е построг, татко или мајка? Па татко ми беше за Построг е 2 бил. години после, така ми се чини. Ali u priliku ja mi pokažemo jednu mnogo interesnu fotografiju, a tvoj tatko kada je bio vojnik u to vreme od 35. godinu, evo go ta slika, Да. Да, од српско време. to je bilo u vreme na Kraljevini Jugoslavije. На Краљевина Југославија, тоа беше. Преживали ли те нещо, то е татко ви како е bio u vojsku, nešto spomnува ili vi kad ste se delili? Татко ми многу се извинувам, млад се разболе и многу малку ми кажува за своите денови од тоа време. Малко mlad je počinaje. Млад. Иначе он работеше у Рекопс сега куде на асфалт овој Карши, туја беше седиште на гарнизон на што беше и Добро. кај ова Бубели се вика сега, Запир се Кафич остави. Зафир Добро. сега, туја беше Рекопс. U ovoj priliku mi se osvrnemo na nekoji detalji od vaš život. Normalno da ni kažete, vi ste bili u osnovnu školu gdje ste učili. У прво време до учителката ни беше од прво до четврто Мица Зоевска, прочуена Da. учителка и тога беше прво до четврто или пето Крстен Бисирков, после се оформи во истото школу, у исту школу се оформи и браќа Миладиновци. И у браќа Миладинови завршив 8 оделение. Evo mi pokažemo na sliku ovdje kao od školu vi kad ste bile. Evo, Да. Тоа е класен раководител ни беше Борче Цртање, уметник беше. da nije Borče po likovno, Borče ga vika sa opcije ili ne? Окце, Борче Окце. Да. Тачно, Чувен е професор, да. Тачно, тачно. Какъв човек беше Борče? Строг ли? Беше многу солиден човек, млад човек. И бевме задоволни во тој време, бевме задоволни. A da li može ni kažete neko od ovih sliku ako pamtite neko od ovije? Мора да памтам, сега да ги гледам. Ako vi teknuje na nekoga, da ga spomnemo. Војка, Лилија Делиндарска, Анка. Сега да те прашам, с овие ljudi nekoga kontaktiraš li od ovih? Poslava. У Скопје, Kad se vidite, da. од време на време, периодично. Bitno je da se kaže u ovoj emisiji дека vi ste binali uspešan човек u podosrednji period, ali srednju školu ste učili u gimnaziju. Не, брат ми учеше во гимназiju, а ја у Струмицу имав еден тетин и он Tamo ste učili u školu. и средно завршив у Струмицу. Kako pominjašte tamo u Strumicu, kako je беше? Изворедно, јас фалба е, бев одличен ученик и меѓу најубави периоди во тој младежки дел од животот. Ali najbolj period u vaš del na život sigurno su i studentski danovi, kad ste studirali i Па тој период средња школа и студентски денови, прво 63 година ми бруцаше, тога земјотрес и у Загреб бруцаше, прв семестар, враќамо се назад и настављамо у Скопје. Брат ми на Природно-математички факултет група хемија, а ја на земјоделски факултет агрономија. vi ste s vašega brata bliznaci, koji Kumanovci znaju, ali mi ќе покажемо дека на слику убаво. Мала е разлика, него косата. 11. Кој е прво роден? Он е роден прв у четврток вечер,
у 6, јас се бали у 5 се бали. Ево, ова е У пет. прекрасна фотографија, Да. сачувана богата архива ова. Ама се почитуваме он како постар, Да. финансии за студентски данови. Он те помагае. Не. Он примаше стипендiju од општина Од општина, Куманово, како успешен, а јас да. студентски кредит. И цел износ, ама за време на студија ја игра фудбал и од таму имав некој знае какви приходи, меѓутоа за тоа време и тие услови доста Ти беше. викаш дека ова е една од најбови слики, а ми треба да го покажеме на... Тај слика е на 19,5 година кад сам и Маја и за 19,5 години од Металац премина во КСК и ме сликаше за фудбалска легитимација, шутекарши судот. Да, чували се. Сликар, да. Ево да ни кажеш што те натера у фудбал да идеш? Па од детство, рековме, играме многу фудбал. Да. Од детството. То не е ни тим, ни ништо, него... По наговор на другари, така ли? Не, тоа е склоност од мало смо играли и у средњу школу цело време и после завршување на 18 години у Куманово и у Металац годину и пол, па година и нешто, година и пол у КСК, па едно-две години у Скопски МИК. Еве кај ме. Али интересантно е, Слободан од тој период големо ривалство е било меѓу Металац и КСК. Металац е бил исто многу квалитетна екипа од тој период. Да, ама Металац беше у подсојуз, никад не улезе. Тој фактички фабрички фудбалски клуб на Шавни Цеви. Шавни Цеви ги финансираја. Да, да. И фактички сите што покасно играсва у КСК од Денко, од Чик, Војче, од да не ги броју сви. Еве ми ги покажеме на слика дека од игралиште у Куманово. Ова е 66 година. Ова слика е Војче Чик прв, па Еве јас, камера ти па покаже. так е Зуб. И тој играше бек у Металац и Чик у Металац, па после у Кој ви бие КСК. тега тренер? Тренер у Металац ни беше Зеко, Чувени Зеко. чувени Зеко, а ја кад беше у КСК тој годину и пол, Драган Георгиевски Геджо, Геджо. а после тој у МИК Скопски. Еве, ви сте били у Металац голман, Да. еве исто една прекрасна фотографија, камерман ќе ни го забележи. Ево, личите овдека на оние познати голмани од тој време. Да, ама цело време што сум играл фудбал, цирка 5 години, можда не пуни 5 години без некој месец, ама нередовно на тренизи. Може да кажат дека Факултет. сте биле Сеп Мајер. Факултет, вежби, предавање, учење и фактички со еден тренинг неделно по утакмица. Значи не сум бил Не сте имале континуитет. континуитет на тренизи, меѓутоа бев одреден талент до некој ниво и се седен тренинг. Кога сте ја голмана се каля тој период највише? У тој време имало многу познати голмани од фудбал. Еве Сеп Мајер е бил немац голман, па и други познати имиња. Лав Јашин, Сеп Мајер, Лав Јашин, да. Шошкиć, Владимир Беара. Владимир Беара при Да. крај на кариеру, Милутин Шошкиć, Стојановиć, па Мите наш Атанасовски Мите, да. беше звезда невидена и по Познат, стас, и по стас, така е. и по успешност. Сега да се задржувам малку слободане на фудбал. Ово се фотографија од Металац, Металац. чувени Металац, кој одека сте пале треску 2-0, 19.7.66 година. Еве го слика. Да. Може да ни кажеш одека прилike кои се луѓе на слику? Добра екипа била ова. Да, тренер еве го Зеко. Зеко Ајде. е тренерот. Овај Паневски председател на клуб беше. Добро. Да не е Миле Паневски.
Миле од професор Шамницеви. на Шамницеви и беше и професор на средно техничко. Добро. Овој е Драган Херера, го викаме, Драган Спасовски. Он беше Добро. технички директор на клубот. Па до него Чик, па јас, па Таке Зуб, па Трајче, па овој директор на Шамницеви, што беше Слободан Кана. Каде? Кана. Кана. Сега сите овој Борче халф играше. Сите не може Некако Металот не мога да се издигне да биде уравничен со Куманово. да, с късата. Зашто? И организација на клуб, и финансирање на клуб, и фактички сваку сезону кад завршише по неколку играча иде во укасак. Да. Еве нова фотографија. КСК Металот 5-2, дека КСК Ветапаја. Да. Ево да ги покажем овој слика. Таа слика Гацин, Гацин и беше капитен. Тука Лале, и Илиевски, брат на Ванчо. Ванчо Старејко. Не, Иванчо брат, се викаше брат. брат на Лале, Добро. а Старејко пред тоа отиде у КСК. Кажи ми, живеелеште како една фамилија, имало е слога, Многу имало е разбирање. голема слога, многу голема слога имаш. И другарство е било. И другарство, Вижте ги утакмици играле све на градски стадион. да. Да. И со облекувална и Еве да тренинг. покажемо нову фотографија од 65 годину, па Металац. Еве го екипа чувена. Да. Дали Слободане ташно Овие дека се од КСК. дека Металац на некој начин бија база за КСК за регрутација на фудбалери кои после ќе иде во КСК. Да, Тако е апсолутно. било. Да. Еве го овај КСК е тоа. чувена екипа на КСК. Може да ни ги кажеш кои се овие луѓе дека? Па Само да го прв капитенот е Трудовак, па јас, па Таке, десниот бек, па Трајче, халф, ово е Моце, доле Мирко Компир, Трајковски Диме, Ванчо, Илиевски и Даце Самарджијата. Дали може да кажемо дека оваа екипа, што го се кажамо, е една од можда најбољи истории на кумановски фудбал? Според тебе? Тоа се релативни работи, ама у свак случај подобра екипа беше кад улезева КСК у другу лигу. Тај екипа имаше и од страни играчи и таа екипа Петаковиќ кад беше тренер покасно беше подобра од овие. Ви познавале сте га Петаковиќу? Не, ја не бев тогаш Ти си бил веќе у Скопје, да. Да, не. Али пати може да влеко да дојдеш да гледаш некој утакмицу у Куманово. Доваѓал сум, како не. Со вашите брата сте биле Како не, стално. да, како не. Ево ше една фотографија на чувени КСК. Да. Овој исти ли су играчи или има некои други? Па мала промена има туја. Дали Тутурло тука, Ванчо, Лале, Илиевски, Трајче, брат му, Даце. Па углавном грото е слична екипа. Да, горе-доле Да, исти су играчи. да. Куманово има многу богата традиција во фудбал с години. Прво Шуте, па Бале, па Фирго, па покасно оваа генерација. Куманово има еден добар континуитет во фудбал. Тој период, па еден период ја кад бев помал, Мите Атанасовски, па памтува ја како дете бела за Динамот своевремено и Динамо и единство постоја. Металац не е постојал. И памту ги тие како дете редовно сам ишија. Ми овде имамо пуно фотографии кои треба да ги прикажемо на
кумановска јавност, затоа што фамилија Бурназовски е многу позната у наш град, има голему традицiju. Еве една овдека убава слика со својега брата. Да, Куде е ова? тоа е у Охрид, од трето одделение ми се чини. Трето одделение бевме тогаш. И тогаш учевме да пливаме и јас се напи малку вода и Мите Атанасовски ме спаси. Спасите. Да. Добро. Ете, Мите, ви ga знаете добро, Мите е една голема легенда, универзален спортист, Апсолутно. он е бие и кошаркар, и добар голман, меѓутим, живот ga Тоа е. наведе у други путишта. Еве нова фотографија. Ово исто у Охрид ли? Да, исто. Тоа е брат ми близнакот Славко, јас и еден деспотовски проекот тој. И тој почина. Тоа се ишло пуно у Охрид и Дојран се ишло. Па с извидници, Да, многу, смо Многу биле на многу многу места. големо дружење е било, да. Да. Дали памтите ви тие периоди кога се ишло преку извидници у Дојран на припреме, кога се биле спортисти, многу се На, путовало. на припреми тогаш немаше такви буџети, клубовите многу малку сме биле, меѓутоа на 18 годишна возраст само што почнав да играм и со Металац бемо у Бугарија на седмодневно Еве турнеј. го таа слика. А, тоа е с Шоњу, 60 сликана години. у хотелу у Чустендел. Шоња, сви тројца браќа се биле фудбалери. Овој Миле Шоња Миле се, Шоња, да, се Шоња. викаше Миле. И тогаш играме таму у Дупница, у Чустендил една утакмица и 3 утакмици играме. И со прволигаш тогаш играме. Ама трите ги беа поквалитетни екипи Да. од нас. Зашто не продолжисте да биете голман, пошто сте имале потенцијал, или решисте да идете на факултет и да се усовршувате? А практично обврски на факултет, предавања, вежбе, учење. Човек треба да се определи или на едно или на друго да Да. се посвети заради... Затоа јас се посвети повеќе на факултет, дипломирав на време, па потоа магистрирав и Еве се една овдека прекрасна фотографија од извидници. тоа е у Дојран. Дојран, да. Тој е у Дојран со мојот брат близнак. Многу убаво поминавме тој период. Тогаш веќе бевме дали другу годину, чекате, да, другу годину средњу школу за треќу мора. Тоа не е имало, тук се спремиш на брзину, у шатор и спање, што има за едење. да. Тоа е, не има ако сега по кафана, па шведска маса, Не, па не, ово. не. Што Апсолутно. Тоа е ке се еде. С извидници, куварки, Еве ова е готвено. доста интересна слика, да го покажемо на... Ти ќе ни кажеш куде е овој. Само момент. Ова слика е дали негде на екскурзија. Тоа доле клекна меѓу мене и братот Славко, Дзане од Карапмала, Панче, Пројко Стојанче, овој вежбаше и играше кошарка. Добро. Али многу интересно да ни кажете, еве, тоа другарство да ни го пишете во тој период како е било. У неколку збора. У неколку збора тој период социјализам, други односи беа, друга етика и ниво на воспитување беше. И имаше стварно фактички другарство. Сега, во овој период, на одреден начин, секој е затворен на свој начин. Друг Да. систем, други услови. Вредности, како е било.
Еве ви сте со вашега брата, ова е исто многу убава слика. Тој е у Загреб, като отидемо Бруцоши 63 година, у Скопје, нели, земјотрес и не, факултетите почна да работат негде у јануар, дали 15 беше. Ние цел семестар проидемо у Загреб и кад почна со упис со работа Скопскиот универзитет, Македонскиот, се вратиме со брат ми, он на природно-математички факултет хемија, дипломираше, па една година беше професор во гимназија, Гоце Делчев предаваше хемија. После у Тутунов комбинат се вработи. А ви у Скопје завршите, така ли? Да, у Скопје и после дипломирање јас се преселив се у Скопје, се оженив 68 година и останав таму. Тој ќе ни објасните за културен забавен живот у Куманово, кој бие многу интересен. Мало е матинеја, мало е игранке, а на тие игранке ви сте го и вашиот супругу запознале. Да, меѓутоа ние се знаеме уште со Смолетка. Таа дојде од Битола 5 одделение во Куманово, а јас 7 одделение. Значи, фактички ние се знаеме од деца, ама љубовта почна, она беше 3-та година гимназија, ја Бруцош на факултет. И тоа на матине у Соколано. Кои се учврсти веза? Да. Прва веза. Какви се биле тие матинеи, убави ли се биле? Ама едва смо чекале. Да. Немаше, кој знае, кино и матине, немаше тогаш кафичи, немаше овакви услови и навики. Соколано е била посетена многу, викате. Многу, многу. Поготово у распусни период имаше турнири редовно со сви југословенски Ви сте звезди. доводјале ги, дали? Редовно. Исто ете, тоа е убава традиција, али ми се ќе покажеме едно интересно слико, едно убаво друштво. Ово е веројатно у гимназија. Ово е на матине у гимназија. Кои се луѓе на слику? Овие на слику ја да ги гледам, па ова е Џуџе Котрулјанац од Нашу Малу, па Аце исто и он таму живеше, па Мики, па јас, па Бажо Судија, па Липковски, тој другиот братучет, па како се викаше овој со чијата Игњат Драган? Игњат Драган и братот мој. Да. Кои се тој ден денеска другари неразделни од детство, а с кои комуницираш? На кога му сееш на телефон, питаш ga како си, што си? Доста од моја генерација има и починато. Чинити, да. Од Кумановци во Струмица беше Чедо, ние го Цаве надима го викавме, Антевски. Тој многу млад загина на една прослава на пат за Крива Паланка. И други кумановци немаше од град, имаше од Клечовце, имаше од другите кумановски села. Да. Меѓутоа, комуникација во овој период пензиски немам. Да. Добро, свак има обрске. Да. Да не забравимо да го покажеме овој слику од школски двор на браќа Миладиновци, Крстен и Сирков. Ова е топка патаљивка да не е. Ова е да, од нашето основно школо. Аце, татко му беше кондураджија, па Дацо, па јас, па брат ми и ова горниот е Миле, тој татко му беше војно лице, а ова од позади е онај драгче што над занета, Аха. онај Али сакам да те прашам, оваа Драгче. топка е многу интересна, виж. фудбал е. Фудбал, да. Фудбал, прв пат фудбал, имаме фудбал. Игралиште земја, не имало Да, асфалт. нема како, тоа е школски двор. И играш, тоа е тоа. Треба да ги покажеме некои слики интересни од
град Куманово. Ово е од 65-то, 1 јануар. Ово е веројатно после Ново година. Да, да. Са Другари. балето, после Ново После годно са прославу, балето. Ексклузивна Да, фотографија. да, да. Тука Кои се дека другари? Мите Даутовски, јас, чекай да видам овој у средина. Тој е у Скопје. Еве го овој Чедо Антевски, што викам со нас, а ово е Миле. Даутовски да не е, те играе кошарку. Не, Не. овој заврши земјоделски факултет Митко, брат му беше правен факултет. Не се тега чекало Слободане највише Нова година у Куманово по Сибијевец. У друштво, По дома, по дома, кај овој, кај оној, немаше тогаш. Да, однесеш од дома за едење Да, пиење, да, што има, да. тоа е. Еве нова фотографија дека тројца другари. Не, ова е од службен пат во Германија. Тука јас и тој у средина бевме директори на ОЗТ, а овој беше ветеринар. Ви сте биле успешен директор на ОЗТ Скопје, тако ли ЗИГ? Не, ЗИГ Скопско поле. Сум почнал, значи, раководител на работна единица, па раководител на сектор, па директор на ОЗТ, па заменик генерален, па генерален директор и после тоа во една трговска организација 7 години, а после тој 17 години сам и маја приватна фирма. Тешко е било да се работи тега во време со луѓе, у тој време работи мало, пуно работало се, што вика Кумановци ден и ноќ. Тачно е тоа, тачно е тоа. Али тој прелазен период с приватизација после, откако почна тамо 90-та година, мораше човек да има малку и пошироку визија. И ја од 90-та година при многу солидна плата, ние тогаш во таа трговска организација што бевме меѓу 3 до 4 организации со највисоки плати. Јас 90-та година напуштив и формирав приватна фирма. Добро. 29.11.64 година Куманово. 29.11.64. Где е во сликано? Тоа е у Кристал. Кристал е било доста посетено место. Да, ама немаше имало друго, да. едини хотел и так после на вручуводу што се Имале сте изградил. ритуал со другари, кафе, Охо. седење, муабети, Да, што било, како било. да. Кои се бе луѓе на слика? На слику са прв е Митко Дутовски, што реков, па јас, па ово е Торо Ванчов Штипјанец, ово е Грозде, татко му своевремено дојде во Куманово и беше јавен обвинител, па братот близнак, моментот извини, ово изгледа брат му на Мите Ристе. Не. Добро. Ова е голема слика во центар на град. И тој е на тумбу. Тој клекнати се мојот брат близнак Славко. Африка тој отиде у Америка, нажалост починал. Борче Попе тука пред мене, па Миле и момчило Цонич. Цони, да. Ево овде гледам позади на слику, пуно луѓе имало. Може да ни кажеш, еве, како е било Корзо у Куманово така се скачае? Ама све што се збиваше у тие пубертетски години беше Корзо. Да. И матине, Корзо и матине. И Препознатливо. многу големо Корзо беше тоа, со традиција, И искачало се, редовно. шета беќари на едну страну, девојке на другу страну. На друго. Тоа беа две колоне и се разминуваа многу блиску. Немаше некоја раздалеченост. Да. Многу интересно е било тој када
се чекала прилика Беќар да му се допадне девојка, па да му приде, па некој се срамуе, па не може да приде и чека моментот само кога ќе упали, што вика, па да... А најголеми моменти што упалувале се на матинени игранки. Тие контакти не може да се избегнат тогаш. Да. Се фактички... Тој Кумановци нема, тој е утесно и готово. Да, не, ама и ја бираш, не те одбива, разговараш и тоа е почетокот. Ја би се каја во слику да го покажемо. Овојка сте биле ви успешен у работу у предпријатие. Да. Тој период кога е овај слика, јас бев заменик генерален директор, еден мандат. У средина е Томе Атанасовски Паскал. Тој беше пред мене генерален директор. Нажалост почина на 72 годишна возраст, ми се чини 2004. А налево тој беше директор на винаријата Сковин, која што се изгради у тој период. И јас како заменик генерален директор бев председател на одбор за изградба и таа слика е од тој период. Ви сте донели едно храбро одлуку 90 година да отидете у приватни воде. Сигурно пуно време се размислувале дали тој корак да го преземете. Па сигурно едно година и пол секое станување. Јас тогаш бев во таа организација директор и пратејќи ги сите процеси на приватизација и на одвивање дека се што е социјалистичко временски пропаѓа и со многу мал капитал од 23.500 марки, тогаш тога толку се нема и тоа ми е почеток. Али да кажеме дека ви се дообразуете, бидејќи и магистар, Да. што не е мала работа. Добро, тие амбиции постоеле тога у тој период, у тој време немаше масовен број на магистри. Може би се бројства и на прсти. Ева оваа слика убава со вашега брата близнака. Да, таа слика е на 21 годишна возраст. Имале сте многу разбирање цел живот. Апсолутно, Во апсолутно. сви ситуации у живот. Апсолутно. Не сме се замериле во ниеден момент за ништо. Да. За жало не починат. Да. Тоа е. Али еве да проđemo сега малку и на овој период. Чека во слику да не забравимо да го прикажемо. Ово е друга поза на Охридско езеро Левој. Да, да, да. Али период е исти. Тие слики се од тој период. Са спомнуваме Микета Анастасовского како голем великан на кумановски спорт. Ви сте веројатно со нега контактирале известно време и Добро, Тоа генерацијски, он беше многу постар од мене, али он као нас. спортист е многу дае за Куманово. Апсолутно. Не само за Куманово, може да се каже и за Да. у поширок смисол. Е сега доваѓаме до онен момент у поново време, каде што ви кажасте дека сте го супругу, да не кажу за просиле, али учврстиле везо на игранку на матине у Сотолано. Може да не опишете како се десето. Ние знаејќи се уште од осмолетка, таа пето оделение, јас седмо оделение, и фактички тоа беше само едно официализирање, иначе ние се знаеме од детство фактички. После неколку многу краток период почнавме тоа младежки период љубов и
Той период траеше до 68 година, до февруар. И тъга правимо сватбу. Ни се роди първата керкичка. И фактически той период от живот е почетък на... Значи ви вече славите преко 5 деценија брак. Па тоа ќе дојде 52. 2 години. Прослависте ли ga 5 деценија брак убаво? 50, не повеќе, на 23, 75. 50 и нешто, да. 53. 53. Юбилей 50 години прослависте ли ga на убав начин? Но скромно. Скромно, е така. Ево да покажемо слика од ваша супруга. Скромно. Ваша супруга е работала како просветен радник. Она, да, просветен работник беше. Физика предаваше и беше доста авторитативна и ценета во својата средина. Али ви е била подршка цел живот у работа? Апсолутно, јас с моју работу, с моју посветеност на кариеру, грото на грижу за двете керки беше нејзин. Еве, ми имamo овдека фотографија и од твоју... Таа е постарата керка. Ова е постара керка, да покажем слику. Кристина се вика. Она дипломира на правен факултет, па магистрира на кривично право, многу успешна и сега во понатамошниот тек на животот како вработена. Вика во Кумановци, вика, родители најсреќен кад дете успева да биде напред и сам родител нормално е задоволен. Апсолутно, она беше посветена, беше одличен студент, со 9,76 и 78 просек и немаше никаков проблем во... Еве сега да покажемо... Сега е на работа во Америчка амбасада, пред тоа работеше друга работа. Еве да покажемо слика од две керки. Да, помалата се вика Фросина Тој се ваш понос. Бурлазовска. Да, и на супругу ваша. И таа работи сега во Америчка амбасада, она заврши економски факултет, па магистрира. Успешни деца се, добри се. Доваѓа посетујеве. Не. Првата Кристина има керка која дипломираше на правен факултет во Скопје. За една година даде испити за 2-годишен период. Да. Па потоа отиде и на друга магистарски студиум у Белгија, у Гент, кој што е 50-ти универзитет по шангајско листо. И така, сега веројатно ќе оди у Холандија на практична работа во Мерк, она светска фармацеутска компанија. Меѓутоа, ради COVID се очекува секој ден да замине. Ќе пројде овој ковид, здраве Да. Боже. Слободане, унуци се најголемо богатство, така ли? Еве ми ќе покажемо слику. Тој унук е од помалата керка, од Фросина. Како се вика? Марко. Многу добро дете. На што има афинитет? Дали има афинитет да биде како дедо голман или нешто друго? Тоа сега он многу е развиен према годините, меѓутоа малку и пополничок. И секога играат през градата, се и он на гол се. И ќе видиме понатаму. Добро. Ќе видиме. Не е битно. Ево ше една фотографија. Таа е во овие години издава. Да. Роденденска фотографија. Те прашам чисто во колку пати годишно доваѓаш у Куманово? Сега ради COVID одамна не сам дошол. Фактички од февруар, март. Така е. А кад не беше
COVID по 4-5 пута овие касни години, а после женитбата со малата керкичка, со постарата керка, ќе земеме како бебе и со автобус ќе дојде у сабота или недела. Па добро. Тогаш тога многу често Па доаѓа. викам Кумановци, и дети и роден крај, влечете да дојдеш. Апсолутно. И тоа е многу емотивно. Сте емотивен за град Куманово. Али фамилија Бурназовски е поширока, ово е од твоега брата. Да. Тоа е од брат ми внукот Драган и Мирјана и Мими. Да кажемо дека Драган е успешен човек. Да. Он сега живи во Охрид, охриджанку жену има и има добру работу, директорува и он. Мими час е тука, час е во арапскиот свет со момчето и изворедно и они се сложуваат. Кажи ми, како ти проваѓа пензионерски денови? Како ти испуне ден? Ден многу оборски имам. Што работиш, знаеш? Но имам викендица, околу одржување на викендица, се дружам со одредени другари, да кажам, пензионери. Со сопругата често одиме и по викенди, до сега и по 3-4 пати одиме и по одмори. Исполнето ми е времето. Битно е да сте активен. Активен сум, не сум зачеурен, што викамо ми Кумановци, и стално имам некои обврски. Има ви Кумановци едну традиција, овие што доаѓа каде мене на гости, вика пред ручек, вика земемо салату, па по едну ракију, па по едно винце, ви тоа практикувате ли? Ја не практикую, ја ракију не сум се напил живот. Пиво не, само вино вранец по една оваква чаша, 2 до 3 пати неделно. По една, повеќе не. Вика, И доктори- пијан не сум бил у живот. Вика доктори дека вино е добро за крвни судови и за здравје. Тачно. Еве го, ова е ваша прекрасна фотографија од викендици, убаво зеленило. Да. И на некој начин одмарате ги мозок и се релаксирате и све. Поготово сега од корону ќе отидеме 4-5 дена, ама не може да доседиме. Враќамо се дома, ја живу у Капиштето, Скопје, у центар. И стално смо викендица дома, не се мешам овој период. Да. Многу, штитејќи се, годините се такви. Тако е, да. Да, Постра јуди треба се варкав, да. пошто Варкаме такав се. е вирус. Али слободане да кажеме дека ти си човек кој го негуе кумановску традиција, кумановску лозу, што викав, и сте биле на пуно средбе. Еве, ми ќе покажеме ни овдека фотографија. Ова е добро друштво, дека. Ама прекинамогото и мислејќи дека ќе наставимо традиција цела мала тамо, не знам колку смо, имаше една друга сите со цела мала, многу. Еве го вашите. Тука е целата Ова мала е цела наша. твоја мала. Да. И На кога му мислејќи, текнава овој да го организирам? тој меѓу тие и јас бевам, а углавном тие што беа у Куманово. Неколку пати телефонски разговараме со 3-4 и фактички на тој собир комплетна цела мала бева. И седенка, муабет. На Горички со как еднаква фана кафана, беше. да. И меѓутим не се настави таа традиција. И овај слика е од Исто е таа убава. Тај Али дека период. може да ни кажеш некоја на слика ако видиш. Ама и да не виду, ќе ти ги кажу скоро сви. Овој Ѓуѓе Котрулјан, па Перо, па Боре,
Ванчо. Сите, нема колко сме, 27, го почнете да кажем Оца И Бале, братучет ми е тука. Да. Оца Бале се организирате до вечер трае тоа. Цела? Фактички од 10 сат беше до вечерта. Да. Али одека треба да покажемо слику куде поете и играте. Тоа е што игра Ико. До него е Перо, па јас па Кочо. Добро. Многу убави фотографии има. Еве ова е една групна фотографија од цело екипу која го негуе традицију на ваш сокак, на вашо мало. И треба да го продолжите, да не го Ама прекинувате. штета прекина, се знаеш, прекина фактички. Тоа беше прв и последен собир. Иако се зарекнуваме дека ќе секој 5 години таа традиција дека ќе продолжи. Ма не ја продолжиме. Имате едну убаву фотографија. Ово е у Струмицу, ви ни кажасте, али ви ова е драга слика нова. Ова слика е 5 годишнина после завршувањето на средна школа и тоа е повод да оддадеме почит на Гоце Делчев и во центарот на Струмица. Ово дане да ga превршуваме овој наш разговор, мисли дека пуно работа кажамо, али чисто еве ја би те прашаја за крај, преку 5 децении сте у брак. Но овие млади луѓе да им кажемо, што е рецепт за дугогодишен успешен брак? Рецепт е прво разбирање и љубов. А после све друго. Значи мора да има разбирање и љубов. Без љубов и разбирање нема долговечни бракови. Пошто сте биле цел живот, поголем дел живот сте били у спорт, гледате ли се го такмици, пратите ли? Редовно. Што гледате највише на телевизор? Па гледам кошарка, ракомет и фудбал. Значи константно. Константно, редовно и пратам. Комплетно сум одаден на тоа. И вести, филмови и знаете ли серии, некаде не гледам. Да запоете некад некој песму да ви... Не ме бива за појање, никад не сам пија. Меѓутим, ја уживам да слушам и сакам да Кој музику слушам. слушате највише? Па највише народну музику. Имате ли омилени певачи кои ги? Умирени певачи. Умирени певачи од овие постари што веќе и ги нема. А од сега многу фабрикувани, многу не памтам. Добро. Весна Змијанац ми е била и још касете све ги чувам дома. Лепа Лукич, Весна Змијанац, зборимо за Тоа се легенда, период да, југословенски, легенда, период док смо биле заедно. Во овој прилику, дали би се кале некоја посебно да поздравите од град Куманово? Пошто ту сте израснале, ту сте го почне десно. Ово е неочекувано прашање. Сите што ме знаат и јас што ги знам, немам практично личност со која сум се конфронтирал или замерил. Да не посочувам, да не правам изнимци, во принцип сите што ги знам и што ме знаат. Како изузетно успешен човек, ја на крај би те прашаја да даеш едну поруку за овие млади генерации. Прво, треба скромност, посветеност и многу труд и работа. Без посветеност и без труд и работа нема успешност во било кој, у кој работа, у кој бизнес. И скромност. Скромност, без експонирање и скромност.
Доволja би ти унуци и унуке на гости стално? Да не кажу сваки Што ти вика ден, кога ќе дое највише дедо? сваки ден, да не кажу, ја пазите здравје, пазите здравје, пазите здравје, само на тој сам посветен се снима. Меѓутим, они се многу солидни деца и немаме проблеми до сега. Ни нивните родители, ни ние. А кај нас е редовно. Редовно. Да не кажу свак ден. Добро, овој прилика еве да ги поздравимо и керки, и унуки, и унуце, и сви фамилију Борнас, и сви кумановци. Од ваше лично име Слободан, ја ти посекую многу здравје, многу среќу живот и да се видимо за едно 20 години, па. Не, тој е многу дугачок период, ама фала Богу до сега здравје ми служи изворедно. И ако продолжи овако, ама многу со тие години што ги спомнати, многу се. Тоа ви посекуваме од Фала срце. Богу, фала. Фала И што на, бесте и гост. на вас, и на вас. И Куманово, вика у секој прилику веројатно зборите, спомињате како неизоставан сегмент од ваш живот. Ја цел живот и ако живу в Скопје, рече се, значи од 67 годину, ја дома кумановски збору. Се унуци кумановски збору. Ако сретну кумановци тамо Млекце га сретну, Млекце. Драган лекција. Драга Млекце, Кузмановски Сашо, Сашо. што живеат у капиште близко до мене. Од време на време се гледамо и нема случај да биду кумановци да сретну, а да зборуја македонски. Исклучиво кумановски. Ми Кумановци мора да се држиме, да се поштуваме и мислам дека тој ќе си трае с години и години и увек ќе биде така. Фала ти што пуна. Точно. Фала и на вас. Толку за денеска, поздрав од кафе бар Јарк и се најбоље и пријатна вечер.